8 март меѓународен ден на жената. И покрај променливото и врнежливо време улиците беа преполни, а тезгите исполнети со свежо цвеќе, сувенири и украси. Струмичани најмногу купуваат цвеќе, велат дека тоа е најдобриот подарок за секоја жена. Што најчесто ви подаруваат? На мене, што ќе ми сакат децата да ми подарат, ме прашаат ми подаруваат. Што најчесто купувате? Шопине текне, това ще купувам. Да, вам што ви подаруваат? Не знам. Што не подаруваат? Цвеќиња повеќе. Што најчесто подарувате? Ние кај ќе дојдат ќе почастваме. Што и така. Ние сме стари веќе. Они на нас не дават. Продавачите не се задоволни од прометот, велат дека минатите години потрошувачката била поголема. Според нив се трошат сите видови цвеќиња, зависно од тоа кој во што ужива. Потрошувачката има, ама слабо, неката лани што беше иле полни. Преходни се беше подобро. А сега поскапи се мијанта, се веќе коранчијанта, а понема ефект. Да, на што се должи тоа? Мислите дека е поради финансиската криза или? Да. Поради криза, тоа криза се одразува на се. А што најчесто купуваат граѓаните за 8 Сега март? од 50 динара повеќе се трошат кактуси и тие циклама, нешто тие божочо таму каде. И холандиски тие орхидеите са помодерните малку, што само што имат пари не ги зимат. Се купуваат ли годинава цвеќиња? Да. Повеќе почнаат да применуваат цвеќе да поклонуваат. Така, задоволни сте од потрошувачката за разлика од минатите години? За сега средно. Не сме многу, ама средно. Околку од прилика се движат цвеќињата? Па зависи од сортата на цвеќето. Значи почнуваат од 30 динари па нагоре. Идејата за празнување на овој ден датира од почетокот на 20 век, а првиот 8 март е прославен пред 103 години во САД. Обединетите нации го прогласија 8 март за меѓународен ден на жената во 1975 година.